Присутни, добар ден и добре дојдовте. Во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на лицата со посебни потреби, јавната локална библиотека Илинден ја организира денешната промоција на книгата Везот на животот на Ана Дедова. Јавната локална библиотека Илинден секогаш ги поддржува сите млади и надежни писатели и поети. Даваме огромна поддршка на младата Ана и веднаш после оваа промоција незината книга ќе се најде на полиците на библиотеката. Ана е една талентирана, инспиративна и упорна млада девојка, која преку своето творештво ни ја пренесува пораката на сите нас дека во животот не постои невозможно. Поезијата е нејзина обсесија. Таа постојано пишува, емоциите со кои е преполна ги прелева на хартија. Потекнува од уметничко семејство, кое секогаш е нејзина поддршка, а дизајнот на книгата е на нејзиниот брат Дејан. Ана е автор на 4 збирки. Има 41 песна, но и од автори кои ги посветиле песна. Инаку, Ана е амбасадор на културата во Хрватска, каде пред 2 години излезе незината книга посветена на Даниела Мартиновиќ, чијшто фан е 27 години. Незината поезија најдобро ќе ја почувствувате со очите, со срцето, со умот. Се е кристално во изразот. Нема потреба од украси. Ана има пријатели секаде, во Хрватска, Бугарија, Србија. Од денес, како искрени пријатели, не има и сите нас. Од име на јавната локална библиотека Илинден, на Ана и посакува многу успеси и уште многу книги. А сега ја поканувам Славица Цветковска, промотор на книгата, да ве поздрави и да земе збор. Почитувано семејство на Ана, започнувам со нив, затоа што тие се секојаш главни во овие настави за Ана. Почитувани пријатели, любители на бавиот напишан збор, почитувани домаќини. Јас сум Славица Цветкова, долгогодишна пријателка на Ана. Инаку сум пензиониран просветен работник, а денеска сум во улогата на промотор. На 4-та книга на Ана Дедова, насловена како Везот на животот, со оваа промоција со Ана се вклучуваме во одбележувањето на Светскиот ден на лицата со хендикеп, како и во вашата манифестација Денови на хуманост, дарувај се љубов, затоа што по продажбата на книгите Ана ги дарува остварените средства. Ана ја знам уште од незиното детство. Перманентно го следам незиното творештво преку објавените самостојни книги, но и зборници, како и на Facebook страниците. И се восхитувам на незината творечка умешност во стих да ги преточи своите емоции. Се радувам на незиното поетско зрење од првата книга Охридски бисер, издадена во 2013, Илузија 2015, Твоето ангелско лице во 2017 и годинава Везот на животот, што денеска е пред нас. Директорката спомена дека Ана има издадена книга на хрватски јазик и посветена е на Даниела Мартиновиќ, чиј фан Ана е 27 години. Јас ќе кажам дека е таа наш амбасадор на културата во Хрватска и во 2017 беше главна звезда на сите хрватски медиуми. И денес можете да ги сретнете и интервјуата што Ана ги даде за тамошната телевизија, за тамошните печатени медиуми. Ние од Лочани сме посебно горди на ова наша разноторена авторка. Таа е инспирација за сите нас, дека сонот треба да се следи и да се прави се за да се оствари. Иако се разбира на неговото остварување, може да се најде на потешкоти, но откажување таа не признава никако. И еве вака вели: сонот бесили, гордо со крената глава, продолжувам кон целта за нови форми. Тоа е песната Лабиринт на победи. Првата промоција на оваа книга Ана ја имаше на 15 октомври во Почани, на почетокот на месецот на книгата.
Подоцна, книга во своја промоција имаше во Крива Паланка, каде што тамошните љубители на поезијата уживаа во нејзините стихови. Ова е нејзина трета промоција и јас се надевам дека од она што ќе го чуете, навистина ќе бидете воодушевени. За книгата, промоцијата ја напиша писателката Виолета Сековска, која е тука денес со нас. Книгата излезе во печат, како издавач се јавува библиотеката Искра Почани, каде што Ана членува уште во литературниот клуб уште од најраните години. Инаку нашиот литературен клуб работи над 50 години, континуирано. И имаме членови од сите генерации. Значи, прекрасниот дизајн на корицата го направи нејзиниот брат Дејан Дедов. Ана не остава ништо на случајност. Значи, јас затоа што контактирам постојано со неа, во Тексум таа предлага повеќе решенија за на крај да се добие ова прекрасна креација, везот на животот. Директорката кажа дека книгата содржи 41 песна, што ги напиша авторката, но содржи и песни, што другите ги посветиле на Ана, од кои и двајца се за наша среќа тука. Тука е Симеон и ќе ги и друга песна има посветена, но сега не откривам јас ништо, тоа ќе се прочита после. Ана книгата ја наслови како везот на животот, затоа што тоа се стихови што ги во текот на нејзиниот живот ги везе нејзината душа, нејзиниот ум, нејзиното срце. Таа е лиричар во срцето, пишува така како што чувствува и на неа не се потребни никакви додатоци, никакви украси. Таа е секогаш оптимист, иако може да се случи понекогаш да доживее непријатни ситуации, но да ви кажам, таа е голем борец и ја се восхитувам, секогаш успева да се задржи на нас. Но Ана не би била Ана, успешен писател, организатор на литературни манифестации. Не би била тоа ако не е нејзиното семејство. За среќа, мајка и Зора е тука, татко и Атанас е тука. Тие се уметници, тие се уметнички сите се надарени, тие се хедонисти, тие се хуманисти, кои секогаш кога и да можат, на свој начин им помагаат на луѓето на кои што им е потребно. Јас нема да зборувам повеќе, тоа Виолета ќе го каже повеќе за книгата. Јас сакам да ви кажам дека првото, јас уште книгата ја зедов во раце, уште не беше вака оформена убаво, ја почувствував со срце, ја почувствував со ум и се надевам дека она што го осетив јас, ќе го осетите и вие, драги љубители на литературата. Ви благодарам, Ана ви честитам и скоро ќе имаме и други книги од неа. Благодарам. А сега ја поканувам Виолета Цековска, рецензент на книгата, да ве поздрави и да ве збори. Ви благодарам што сте во убава бројка од посетители. Јас сум втор пат во вашиот град. Мило ми е што сум баш овој момент како рецензент на книгата Везот на животот на Ана Додева. Ана е пример дека сите ние доаѓаме со љубов на овој свет и дека без разлика кој каква мисија има во текот на животот, убаво е кога се продолжува патот да го чекориме токму со љубовта. Затоа што љубовта е суштината на нашето живење, на нашето битисување. И зарем сите религии во светот
не се создадени само од 5 букви. Нема врска која е религија. Сите религии во светот се создадени од љубов. Нека ни биде и нека љубовта трае во нашиот живот, нека не следи сите нас и во нашата Македонија и во целиот свет. А сега ќе ви ја прочитам рецензијата која што се наоѓа во книгата на Ана Дедова. Хаосот што владее во светот, хаос на омраза, лицемерие, нашата поетеса ја одбрала љубовта да ја води низ животот. Во поезијата на нашата авторка нема сомнежи и дилеми, двоумења и прашања. Тагата е присутна, загледани еден во друг. Нивното царство е затворено и низ тоа царство, односно среќата, радоста може да минат со дозвола на поетесата. Тагата провејува низ стиховите на поетесата. Љубовта е алфа и омега во поезијата на Ана. Јазикот е магија јазик. Како светлосен конец ги везе песните, а тие и во најтемната душа прават светлина. Сетилата, како стражи, завземаат духовно местожителство, нечујно чујно, невозможно возможно. Секој топос во поезијата на нашата авторка има тајно значење, а за читателот стануваат јасни и видливи. Целата поезија е натопена со љубов и восхит како гранка на бесконечност. Поезијата го гради својот свет од ситни мали делчиња, за да стигне до највисоката кула на лирската чистота. Трагата што ја остава Ана е трајно врежена во просториите на незаборавот. Светлината се појавува во творечкиот опус на поетесата и чувствувајќи ја неа, човекот има милиарда начини да се оддолжи низ налет, лелет, збор, сложена мисла, дело. Светлината е кралица на се што постои. Авторката се посветила концепцијски и тематски со онтолошки потход, кој е определен во речиси вдахновено и восхитувачки ритам во сите песни, на кои им ги вдахнува споените садови и ткива, што и дава целосна слика на овој поетски восклик од првата до последната песна. Пењата и дава чист див на целосната полнота и хармонија, што действува концепцијски да е срочена како поема која ни ги презентира овие споени слики и асоциации. Символот на срцето и символот на тагата се движат хтонски кон соларна димензија, поистоветувајќи се со болната душа која треба да оздравува, минувајќи низ искушенија на страдања и болки. Љубовта е света и со неа поетесата е посигурна и се чувствува поблиску до себе си. Пред неа, зад неа, се доближува, се отстранува. Сладка жртва подадена во името на љубовта. Ова дело е уште една светлина во македонската поезија. Топло ви ја препорачувам за прочит. А сега ќе ви прочитам и една песна која што баш вчера ја напиша. И Ана беше толку многу нестрплива, што рече, молим те, прати ми ја на порака да видам каква е. Добре, Ана? Да. За Ана. Сокриена во мирисот на утрото, гледајќи ги капките дожд, патувајќи низ ограничувања на неостварените соништа, се нурнуваш во собственото јас, рониш во својата женственост меѓу девојче и жена. Времето не се врти назад, во рамка го пакува секое парче од душата. Застани, напиши стихови за себе, без неуспех и порази, нагрни се со иднината, треперења, изгушвана тишина, наметка од радост. Зборовите ноти пишуваат, а твојата насмевка блага и месецот го зацрива. Имам уште две песни од нејзината книга, меѓутоа тоа ако има потреба. Ако нема потреба, јас не мора да ги прочитам. Добро, ќе ми кажеш што, баш?
Во продолжение ученици од Општинското основно училиште Ранчо Браке ќе прочитаат дел од поезијата на Моеле. Се роди филмот. Се роди. Се случи тоа. Да, се роди. Се роди желбата за нада и радата. Се родих за да бидам болни, но болни твоите, начин собствени живот. Любовта ќе се бира и противите и неспокој, што ви даваш твојната сила, живот. Се борам смело и умено. Ќе се борам до последниот див. Се родих да бидам болни, безумно. Да чекорам смело и потребниче. Да обидам. Искри од шушки, слова, бомби од лицемери, книги, Живите од живота, и да смотрам нови теми. Со верба различи душата, јас сум само човек, говорим човек, начин. Што би бил животот? Што би бил животот е сите оние болни протегања до бескрајот, искусување лади или барем патишта што не воделе никаде. Што би бил животот без оваа љубов што станува малтер и лепи куќерки во напуштените сетила и слева сите мориња во еден очен капар. Што би бил животот да не те сретнех тебе, да не ми го срушеше гнездото, а јас ни гнездо не доминав. Само илузии градев, некои нови места, додека залудно страдам. Си се наоѓам себе по години, како старица запретена во пепел, како птица што крева крилја ведрот над небото. Што би бил животот да не е се во ова раскажано? Човек умира 1000 пати, но се сетива само на ова раѓање. И тук таму ми се враќаат прашањата. Што би бил животот, ако не е ова слободно паѓање?